Метрополис, број 1 радиомрежа. Сиора е првиот сертифициран бренд за органска козметика со проверен состав и автентичност на македонскиот пазар. Како македонско производство можам да кажам дека направија една револуција во светот на козметиката, како и во составот, така и во изгледот. Името Сиора потекнува од ирскиот збор Сиорао, што значи вечна. Доколку сакате да сте вечно убави, мазди, негубани, млади, изберете ја нивната широка палета од богати путери за тело, пилинзи за тело и лосиони, масла, серуми, спреови. Важно е да се напомене дека тие се веган, со 100% природен состав, без парабени и алкохол, не се тестирани на животни и уште еднашка, Сиора е најдобриот органски производ, односно најдобрата органска козметика во Македонија, светот и пошироко. Најдобрите Сиора. Метрополис, број 1 радиомрежа. Едно специјално издание на најдобрата, претпоставувам, ваша емисија. Ти реков, ми рече, зошто специјално издание? Затоа што е мојот пријател, мој гостин, најдобриот водител во Македонија, учител од кој јас како водител не го учам од кој знам за себе. Он е малце постар од мене, ама тоа значи дека јас сум најдобриот и најпознатиот водител во Македонија и пошироко. Еден единствен Ване Марковски. Секогаш кога ме најуваш треба ми создаваш, ама фала ти за Да не кажам нешто погрешно. Па не е погрешно, а како ме испопали на радио, ми даден пат. Јас морам да ставам научари, Ако слободно. бидејќи поубаво се осеќам. Ја пошто видов сум и ружен, тебе. ја пошто сум ружен, затоа. Ако си ти ружен, ја што да кажам? Ти си убав. Аха. Ване пред се, како си? Одличен сум, морам да пофалам, не знам како успеа ова да го ставиш на маса, меѓутоа ти благодарам за убавиви мириси, ова ме опушти. Да? Искрено ти кажам, да. Ова е Сиора, толку добар мирис. органска козметика. Значи, толку добар мирис, толку опушта, јас одамна немам нешто вакво, морам да ги пофалам. Прв пат ми се во раце. Што ти ги пофалува, ми го квари изненаđењето, после за мајка му, таму швалерка што и да има, ако треба да му ги дадем едно подароче, така ли е? А не, ова не ми беше да купам, мислам да купам поени за подарок. Немој, молим ти се, тоа е од нас, тоа е од Одлични нашите се, не, пријатели навистина, Сиора. случајно земав да ги мириснам и одамна немам таква арома почувствувано што те смирува. Така е. Инаку, дали може за нашите гледачи да ја раскажеш причава со плавиот дуксер, односно твоите почетоци? А, кога ми испрска камионот? Така, Да, тоа така. беше интересно. Радио, телевизија КИС. Во Тетово. Тетово, аудиција, бараа нови водители, за на телевизија и за на радио. Ване реши да се пријави. Си облеков плав дуксер, невесна боја. Тогаш не внимавав многу на мода, не дека сега внимавам, ама и светли фармерки облеков. Добро. Вела треба да биде нешто контра, така. Или не важи тоа. Зависи од И расположението. таман да влезам на аудиција, кога одев кон телевизијата, бидејќи одев пешки и ме испрска камион. Ама влегов на аудицијата, таков никаков, испрљан, лом, нервозен, но така требало да биде и од тогаш Така е, всушност така е. почнав со посериозни телевизиски и радио проекти. Пред тоа нели имав искуства со детски емисии, детски Да, проекти. да. И така почна. Тоа мисле дека ќе биде баксус, ама нели велат во секоја несреќа Во секој зло има добро. Да, во секој зло има добро, така да во мојот случај беше тоа. Работеше и во радио, во Тетово. Да. Во Тетово, па таму почнав, тоа беше сега мислам дека има нови собственици, ново име, телевизијата, Кис Мена да се вика. Меѓутоа тогаш беше радио телевизија Кис и реално тогаш во тоа време имав среќа, сега за жал тоа не е така, локалните медиуми беа доста почитувани, доста ценети и многу луѓе работеа тогаш по телевизиите и по радијата и по другите градови, не само во Скопје. И да влезеш да работиш на радио, на телевизија беше предизвик тогаш. Ми беше радио искуството ми беше прво и некако Исто. па и најверојатно е малку полабаво, поопуштено и за да човек почне да снима и да работи на телевизија, можеби му треба радио искуството пред тоа. Не секој го имал Така е, тоа нешто, така е. таа привилегија како јас и ти, меѓутоа и ти знаеш, кој човек почнува на радио, потоа полесно му е на телевизија. Апсолутно. Мислам дека радиски водител може да се снајде на телевизија, меѓутоа телевизиски водител не може да се снајде на радио. Па добро, тоа се зависи од човекот, може си во право. Океј,
ти стана популарен доста. И наде ни фали денеска, не може да ја заобиколиш Денес сме петок, 10 февруари, денес сме петок, 10 февруари, морам да кажам Наде, не морам јас да Наде испуштам, Талевска, нема рекла. нашата оперска дива, требаше да биде гостинка со Ване Марковски заедно, затоа што се приватно многу добри пријатели. Наде, среќен роден ден уште еднаш, да си ми жива и здрава, ти посакам се најдобро. И како што се договоривме, крај на февруари ми доаѓаш со Тамара Тојревска па ќе направиме шоу. И Вари уште нешто ќе ни дојде. Кога сме ке популарност, ти влезе во една наша најпопуларна телевизија, еве тоа се наши пријатели, ќе ги кажам, Канал 5. И таму фактички се прослави. Да, дефинитивно тоа што денеска успеав во овој бизнис да влезам, нели луѓето веќе да ме препознаваат, го должам на Канал 5 и благодарам на нив и на Звездите на град. Дефинитивно, ти направи таа емисија. Да, тогаш таа емисија постоеше. Ова мораш да го пробаш. Го мирисам фитон. Ова е многу фантастично. Тогаш таа емисија постоеше, отворено студио имаше од понеделник до четвртак, каде што се третира кандидатите, македонските кандидати на Звездите на град. Се коментираше и беше како пладено шоу. И имаше И беше гледано. Да, беше гледано. Знам дека колегата Ненад го водеше пред тоа, нели од Ѓорѓиевски, да. Од оправдани причини, мислам дека смени професија, нели си отвори свој радио и така натаму, па нели се ослободи место во Канал 5, така дојде во таа приказна, веќе готов проект на готова емисија и буквално ако во петокот се договоривме да работам, во понеделник веќе бе фрлен во позитивен оган, за да веднаш почнам. Емисија во живо, со гости, прайм тајм, 17 часот беше не можеме пред да го вестите во заборавиме 18. фактот Одлично беше. дека ти беше на утринска долго време. Да. Утринската Утринска ми Здрава е- Македонија. Утринската, кога на Канал 5 почнав со пладневното шоу, меѓутоа откако заврши сезоната, потоа ми почна ангажманите и на утринска. Да. Така беше, а пред тоа има во друга телевизија искуство на утринска, во исто така. Слободно кажи си ја таа телевизија. Па не сакам многу да ја кажувам, да. Окей. А сега сум во националната телевизија. Сега си во македонска, МРТВ, сега така. сум скрос на утринска. Окей, зборавме многу позитивни теми, но неизбежен е фактот и морам да ја почнеме на лоша тема од твојот живот. Тоа е 2017 година. Имаше проблеми со твоето здравје. Да. Малце повеќе за тоа Па имав ти ни проблеми, откриеш. имав проблеми со моето здравје, меѓутоа човек кога има проблеми со своето здравје, потоа без разлика какви да се проблемите не е истиот. Така е. Во позитивна смисла, верувам дека секој извлекува поука од тоа, затоа што сакаш можеш да бидеш и да имаш во животот, ако немаш здравје немаш ништо. Ништо немаш. Едноставно, како што здравјето може да те покори, не може ништо. Имав проблеми со црниот дроб, заглавив еден месец во болница, лежев. И кога лежиш сам во болница еден месец имаш доволно време да си размислиш. Не си гледаш да си телевизија, да прочиташ. гледаш, ти реков Не, ми рече да гледаш. Верувај, не гледав телевизија. Немаше. Пошто си гледал YouTube, ти реков ми рече. Така На ли? YouTube тоаш гледав, да. Бев пред времето. Така. Има човек доволно време да си прочита, да свати, да размисли и така. И мислам дека тоа што сум подобар човек, поима немам. Треба да кажа тие што ме познаваат, ама подобар човек за себе, тоа зборувам. За Тоа нешто се да грижиш случи. повеќе за Црниот себе дроб е си. сериозен орган, сите знаеме како се нарушува. Жолтеца е хепатита, меѓутоа во тоа време вежбав, многу вежбав, пиев суплементи, пиев доста протеини, некои други суплементи како креатини и такви работи. Ја пијам креатин. Меѓутоа јас како мал сум Мој само татко ми мајка ми река не слушаат, после ќе ти ми се качат Јас на тоа го глава. влечам како проблемот со црниот дроб од мал, од забар. За жал не стерилизирани инструменти и слично. И ето во 2017 тоа се измина површина, бидејќи ми се оштетил црниот дроб од, за жал, ете, јас не велам дека тие суплементи се лоши, меѓутоа во мојот случај делувале лошо поради тоа што сум имал оштетување на црниот дроб. И така. Ме интересира едно прашање, кој од јавните личности, твои другари, на вистина имаш многу познаници и пријатели, кој те посети? Никој. Никој. Ова го знаев, затоа сакав да те прашам да Никој, слушат тројца нашите луѓе беа гледачи. само со мене, тројца луѓе и тоа едниот од тие тројца беше мајка ми. Да, Стварно? Да, другари, другарка, никој друг. Твоите како се? Татко ти како е? Одлично, супер е сега, се. Имаше нели еден проблем и он? Па помена, здравствен проблем, меѓутоа помена. Тој е најбитно. А сега ќе играме на многу интересна игра. Може? Може. Така. Ама со научари може да се. Со научари. Ајде. Джингл. Метрополис, број 1 радиомрежа. Ќе играме пикато.
Ама сигурно нема да биде обична игра. Не бе, обично. Имаш смисла. Не бе, не, обично. Што е поентава? Ја поима нема, прв пат играм во живот. Не, втор пат, лажам. Ајде, најде се пика. Што е поентава? Добро. Тука си има 9 бројки. И Да. то, односно 9 предизвици или од во овие 9 бројчиња имаме и некои незгодни прашања, што ќе го бидам загледав среќен, пикано. што ќе бидам среќен и задоволен ако ми ги одговориш, не се нешто ептен безобразне. Добро. Или па што ќе ти заебат утре кариера, се шалам, а има предизвици веќе ги направиме. А тоа што како што реков Наде, уште еднаш среќен роден ден, затоа што Наде не е тука од нели оправдани причини и јас ти играм. Така да сам себе се заебав, сам на себе си го ископав гробот, затоа што ако ми се падне деветка или упс, кажав, мислам дека тој е најзаебаниот број. Па добро и реално треба центар е црвеното. Ако се падне, не да бъде. Зелена или црвена? Ај, Ајде, може. некако по така отворена ми е зелена. Ајде. Чекај. Та-та-та-там. Ајде. Може? Видиме, да. Шеска. Шеска? Мислам дека беше шеска. Шеска, да. Ох. Вака, шеска Старост. вика. Јави се на наша позната јавна личност од твојот именик на мобилен телефон и прочитај го следниот текст. Ама, како да правиш најнормален муабет, како е шо пришо она, значи што и да збори јавнава личност, значи што ти е бре нормален и што ти ќе прави се како најнормално. Јавна личност е па на Наде ќе се јавиме. Наде требаше да дојде тука. Мисли дека е веќе завршено Јавно снимањето. Ама само ќе ја пуштиш на звучтик и Да. Чекај да видам дали до ќе крене. микрофон. Дај го текстот. Ајде веќе текстот. Срцко, Само што завршивме ние со снимање, да те прашам нешто само. кажи. Разбра дека поскапеле компириве? Сериозно? Не. Од кај земаш ти? Од кој маркет? Кумпири? Да. Сериозно ми треба, не, сериозно ми треба. Не знам. Значи да не можам 200 денари за кило компир на пазар да давам. Какво? Кило компир е 200 денари на пазар, ми треба. Не заебаваш? Ти спремам нешто, беш. Не се шалам, сериозен сум. Не знам, види разбор, не знам, не гледам цени, ја всичко купувам, не знам. Добра, ајде ти си голема звезда, те познаваат многу луѓе, Абе, како не? па може и да издействуваме попуст. Не ме сваќа сериозно, не ме сваќа сериозно, не ме сваќа сериозно. Добро, окей. Ајде, иди сега. Мислам дека јас... Иди сега. се познаваме. Ајде, иди сега. Купи ми 3 кила компири и 2 кила прас и сецкај ги затоа што ти е роден ден и чекаме доаѓам кај тебе. Ке видиш зошто. А што ќе правам со кумпири со празни ме, јас не можам... Ја треба да ти правам нешто за роден Ти ден. ми правиш? Да. Ајде доаѓам. Чао. Ќе купам, чао. Добро беше. Оди излегов во сценарио, амо. Браво. Тама луѓето ми кажуваат, се девојка ми кажуваат дека добро го гаѓам у центар, ама се надам дека овој пат ќе погодам. Ајде да видам. Кој е бој бе? Ставач. Петка. Петка. Со која наша позната јавна личност би Не ми имал се падна, секс? ти треба да Сега одговориш, мене. не сега се паднал. Со која наша јавна личност би имал секс? Еве искрено ќе кажам. Би имал секс со Марија Луиса би имал секс. Иако ми е најдобра другарка, она ми е најсекси риба. У наша страта со Марија Луиса би имал секс со многу наши пејачки, мои другарки, кои што се навистина многу секси и згодни. Четврка. Ова е четврка. Ова е четврка, Фајно, да, да. чекај четврка. Чекај малку. Бе, све лесте ти се. Немој да ми кажеш дека купи компири. А не ми кажа дали да ги излупам прокомпирите, да го изчистам празот и што ќе пиеме со тоа? Абе, на емисија сум предизвик. Да, А не може да ја ставаме у трошок, а гледаш колку е домакинка. Гледаш одма. Аплауз за Наде Талевска! Не знам да се... Ај, чао. Дали е сериозна? Ке купеше... Дали е жената ќе сериозно? се потрошеше. Што е четврка? Немој да ме тераш да бркам. Четврка, не може да го најдам бројот. Дали би останал у македонска радиотелевизија за 40% помала плата од сега што ја взимаш примања, или па би се вратил во Канал 5 за 10 пати поголема плата? Би останал во македонска телевизија. Начинот на работа е фантастичен во македонска телевизија, има од кого да учиш, има прекрасни луѓе и во Канал 5 имаше прекрасни луѓе, меѓутоа национален сервис е национален сервис. Аплауз! Ако сакаш да учиш, ако имаш желба да учиш, не сакам да учиш. Млади сме.
Така е. Ајде да погодам. Уште две ќе направиме толку, уште ја и ти толку. Ајде. Еве се ти е тројка или двојка, еве се пак петка да не е. Двојка е. Ет. Не, петка. Ама Чекай преска. да се земам. Во животот сум користел. Во животот дали си користел супстанции кои лошо влијале на твоето здравје? Ово сум го пишал прво лице Нина, не знам ја зашто. Секоја Алкохолот е алкохолот, супстанција што штети секоја лоша, секоја добра средба кога и да искочам пијам алкохол. За жал пушам и цигари, тоа цела јавност го знае. Инаку кога сме кај други лоши супстанции, кога станува збор за други, никогаш неам пробано во живот ништо. Ајде седмица нека биде, готово, да. Ајде уште еднаш, ајде, може ке се падне седмица. Седмица. Чекај. Седмица. Седмица. Што не, ова е наместено. Седмица. Седмица. Yes, ау, моето милионово го заборев. Вака, Бане, овде си имам ливчиња. Треба да изимитираш некоја јавна личност, а ја да погодам која е. Инаку, морам да кажам, да не помислат нашите гледачи ти дека е намешталка, дека јас сум ги пишал ливчињата, не, тоа не е точно. Мојата колешка може, знаеш, Маја Казакова. Како не? Поздрав до Маја, она ме ги пишуваш и она ги стави тука, ја навистина не знам кои јавни личности се овде. Ти ги изимитираш, може? Може, ајде, мислам да пробам. Да. Ја кај ме најде. Метрополис, број 1 радиомрежа. Ние од естрадата си користиме секогаш природна козметика. Сиора, да. Феноменално. Само што се вратив од турнеја во Америка, поминав прекрасно, поминав многу убаво. Турнеја од Америка, пејачка? Па да, затоа ти дам асоциација зашто појма немам од имитација. Пејачка, турнеја од Америка, да не е Благица Павловска? Не, сега имаше објава на Facebook. Изгледа преубаво, супер, одлично. Добро. Навистина е убава. Да не Марија, ама она нема отиде во Америка. Адриана Кеш. Не. Живее, родена во еден град, живее во друг. Сите се овие, сега си се врати во градот повторно. Од режија ми кажуваат за која пејачка станува збор, ама не можам да ги разберам. Па зашто и најверојатно и дечки во позади камера како мене се во имитација нула. Ако устата малку ќе направам, бидејќи изгледа убаво така. И уста убава уста има. Стојна Николова. Не. Беа едно време не беа во добри односи. Елена Велевска. Па затоа реков јас кога ќе ти кажам. Ај, молим те. Чекај кога да ќе ти покажам. кажам тоа, Елена Велевска. Само да покажам како таа Елена Велевска треба да се имитира. Инаку не има другарка. Елена Велевска вака треба да се имитира. Поима нема девојчева, шкрипе кога пее, а право с Елена Велевска и на Ване Марковски, браво. Метрополис, број 1 радиомрежа. Мора да те прашаме, ќе се ги начукуваше годинките, сепак си уште нели млад. Па не, сум веќе долго. Добра. Што планираш за твојот интимен живот во иднина? Имаше некои планови? Планови немам, затоа не планирам и да имам. Со јавност никогаш не би споделил нешто такво, затоа што мислам... Срамот. Не, знаеш зошто? Прво, државата наша е мало, општеството ни е мало, не сме ни една Србија која што има милионски пазар, значи 20 милиони, 30 милиони пати да... Кај нас треба да си има луѓе кои што сакаат да се видат во джетсетот, кои што сакаат да ги чепкаат јавните личности. Јас мислам дека одамна го избрав правецот, утринска програма еден, например, поинаков формат на емисија. Да. Нели, забавна емисија, друг формат како оваа на емисија, секој си треба да си го најде своето место, што да презентира на публиката. За приватен живот кај нас гледаш им прават сега на Игор и на Илина. Да. Само затоа што раскина какви се тие гнасни коментари Многу по гнасни Facebook, коментари. ставиле цркви на профилни Нашиот... текстови. Како е тоа штом ти вреѓаш еден Игор Џамбазов за тоа што изјавил најобично дека раскинал некоја врска, што е нормално во животот. Што е нормално. И штом ги навредуваш Игор и една Илина што за многу од нас е репер за тоа како треба да се успее во животот. Да. Што да очекувам јас за мене на мои 35 години ако споделам некој од приватниот живот некој детал со медиум или портал. Затоа викам тоа нека си остане за мене зашто ја гасам жетта на стварно има многу луѓе. Така е.
Многу Тоа е. сме воерски народ, сидржиски народ, сакаме. Не само ние, види во Србија следат. Да, Балканот, Секој регионот, Балканот многу е, балкански да не си се, народ, нели да. да не бидеме секогаш кон нас само Мене само какви муабети ми критични. вадат. Абе какви муабети ми вадите, веј? Ама тоа види, ништо не е ама вистина. ти не вадиш. Ја не вадам. Па тоа е, Ја не тоа е вадам. важното. Важното е дали ти Еј, вадат. се плашиш ли од старост? Да. Зашто? Па зошто? Па не знам сега, секое време со своја убавина, меѓутоа тоа е чуден процес, не знам што да кажам. Ако на 20 години сакаш да имаш 30, нели, и слично, кога веќе доаѓаш на 30 години, на 35, не сакаш да имаш 40, не сакаш да имаш 50. Дали е тоа страф од неизвестно? Тие се најбавите години. 30? 30, 40, 50, 60, секоја година си има Не, своја затоа велам секој е убав. убавина, Меѓутоа, да. ако сакаш да бидам искрен, да се плашам. Од сега ако размислам, не знам, за 15-20 години, како што сега коса почна да ми обелува или слично, како би изгледал Мене ми тогаш? паѓа бе млади, ќе биде сеќен што ти обилува. Среќен сум да ти кажам искрено што не. Ја не сум во моја трава, добро, ќе се среди, ќе се А среди. види, и тоа е стил. И Еве тоа е на пример стил. ти имаш поразличен облик на глава. Јас на пример сум фрустриран, имам голема глава. Гледај како тепсија ми е главата. Одличен. И замисли мене да ми падне на пример тука коса. Не, тука ја на пример имам многу голема глава. И од секад ми било тоа фрустрација. Дека има Не може да мозок направи голем и фризура. паметен сака да каже. Ајде. А не како нас праздиве. И што ми беше мобетот заборев. Нема врска. И За староста. За староста. Не се плашиш брат старост. Не се плашам. Не се плашиш од Не старост. се плашам од старост. Ване, апсолутно премногу ми беше чест што беше мој гост. И мене ми беше Во ти мило реков и ми ти речи. благодарам што Забори да кажеш на почетокот, никогаш. За разлика од тебе што не ме викаш на Радио 2, ај на Ти МТВ, на ти МТВ ќе ти викнав. избрка, тоа нема сигурно да. Зашто? Затоа што не сепак, ај, те спомнам. Ама не, види, не Нив треба крадат, на нив национален медиум, не се кажува, тоа не бие секаде во светот, не треба да кажуваш пцовки. Не, имам не јас. треба. Скоро пред 2-3 месеци ја ни зема изјави на мене на тебе некој медиум, нека платформа заборев за нешто за воен рок. За на Плюс Инфо мислам дека беше. Заборев, стварно, нешто ме такнува, правеа за воен рок, така да јас имам за многу теми што да кажам и без пцовка. Ова е дека опуштена емисија и затоа. А види, затоа интернет се напостои, јас ја почитувам каде што можеш нели да и сакам наскоро и во подкаст да те видам, така 2-3 часа убави муабети со луѓе и тоа ти лежи. Меѓутоа интернет е простор каде што се дозволува се. Меѓутоа медиум е медиум кога зборуваме за телевизија. Да. И за радио, знаеш и на Метрополис. Така е. Затоа што тоа си е во светски рамки така, си има нели правила кои што треба да се почитуваат затоа што луѓето го гледаат тоа исто. И сега ако на интернет има таква слобода, ајде на телевизија да бидеме нели. Верувам дека ќе дојде целата слобода во нашите раце. Така ќе Па кажам. да, слобода како што треба да ја представиме, нели нормално, секој да се ужива во тоа што е. Слободен си ти кога да сакаш да дојдеш во Метрополис и верувам дека не верувам тука ти кажам однапред да си планираш чест гости ќе бидеш во Тиреков ми рече. Благодарам. А тоа што се навистина многу пријатен, прекрасен човек, водител од многу интелигентен пред се. Човек што навистина можеме ние помладиве да научиме од тебе. Фала. Ване, фала ти уште еднашка многу. Фала и чека да си ставам пак. Рече дека ти се свиѓа Сиора, така? Не сакам да ми дадеш подарок, испаѓа дека ги фалам намерно. Кој бе Искам, намерно празни ги се. фали најдобрите органски козметички производи не само во Македонија, туку и во светот. Ване, затоа што рече дека не сакаш твојата интимност да ја откриваш во јавноста. Ја не знам овој подарок на која дама ќе ја дадеш, но верам дека ќе дадеш на твојата мајка. Дефинитивно, Да. од сите дами најмногу заслужила. Така е, ова е за твојата мајка, Живкица. Фала ти. Драгица. Живка. Татко ми е Живкица, Драгица. татко ми е Драга, може така? До Драгите до Живкица. Така да, Ване, се гледаме наскоро или кај тебе или кај мене тоа сигурно. Не, следно ке мене дефинитивно така да видиш може. дека можеш да ми бидеш гостин. Така, на може. радиото. Метрополис, број 1 радиомрежа.